Денеска имавме собрание на Лекарска комора на Македонија, основно собрание, и се избра председателот на собрание на Лекарска комора на Македонија. Во почетокот беше малку тешко, зашто стварно се мешат од надвор работи, се мешат политиката, колегите и колешките од да речам кои се под диктат на партијата ВМРО не беа конструктивни, а напушта седницата, меѓутоа ние полноправно гласавме, ние бевме еве и пред вас, пред камерите, 35 делегати од вкупниот број 69 делегати, што бројот статутот на Лекарска комора на Македонија и мнозинството на делегати, фактички 67 со верифицирани мандати, ние бевме 35, едногласно сите 35 беа гласале за мене и фактички спрема статут, спрема правилници, сум полноправен председател, да речем, на Лекарска комора на Македонија. Каде доаѓаат тие притисоци што другите делегати? Сега ја точно не може се гледа тоа, дека тука многу се мешат политиката, што не е во ред. Едно од мое залагање за овие 4 години, еве ви тврдам пред јавноста дека ќе се борам заедно со мојот кандидат што е за председател на Лекарска комора на Македонија, политиката да биде надвор од фелата на докторите, ние самостојно да работиме, ние да бидеме партнер на власта, а не да бидеме подчинети од страна на власта. Значи ќе се бориме за достоинството, за угледот на докторите, за авторитетот на докторите, значи докторот да има свое место во друштвото, да биде почитуван. Значи собранието и јас како председател на собрание ќе бидем отворен за сите доктори од сите краеви на Македонија да дојдат, да кажуваат за сите проблеми, за сите маки, за сите успеси и ние верувам, еве гарантирам конформ ингеренциите што ги имаме, дека ќе бидеме во страна на докторите, а не во страна на политиката. Секогаш, значи, ќе разговараме со политиката, со документи, со правилници, да речеме, со закон за здравствена заштита, што ни нудит ингеренции, и така и ќе бараме и од страна на власта да не делегират уште ингеренции на комората, не да е осакатит комората, него да добиваме уште ингеренции и да им помогнеме на докторите. Очекувате ли да биде така жешко на изборот за председател? Изборот за председател на комора е таен. Така да оние колеги кои ние бевме сведоци овде што се случи да им се јавуваат работодавците и под претња на губење на работно место да мора да отидат за да си од овде за да си го сочуваат работното место, на тајно гласање веројатно е поедноставно. Веројатно ќе има оспорување, тоа е сечие право да оспорува све ова што се случува. Ние имавме правници, ние консултиравме правници, ова е све легално, легитимно. У рок од 10 дена од конституирање на собранието треба да биде избор за председател на комора. Јас сум делегирана со подписи од членови на собранието. Ќе видиме кој ќе биде уште делегиран и да се надеваме дека конечно ќе дојде човек кој не го интересира политика, него само докторскиот мантил. Што се случуваше од кога дојдовте тука? Беше прилично жешка атмосфера. Беа многу колеги што сака да останат до крај, да соработуваме, значи да добиваме мандати, напуштија под страшен притисок од негде. Не знаеме, најверојатно од политиката, како што рече кандидатот за председател, од газдите нивни каде работат и стварно се во мака докторите. Затоа ние ќе се бориме, значи, овие работи еднаш за секогаш да престанат во Македонија, да се активни овие работи, значи докторот самостојно, достоинствено да заземат став за своите проблеми, за својата активност. Лекарската комора е струково здружение. Сите имаме право да бидеме симпатизери, членови на партија, меѓутоа во Лекарска комора сме само доктори. И само тоа треба да е битно. Само нашето достоинство, нашето право да си оствариме право на глас кога работиме, а работиме тешка работа, и некако превише не се гледа нашата работа колку е важна и колку е тешка во ова наше општество. Така да, она што се случи беше неубаво, се приметно под притисок,
колеги имаше што влагаа, што излагаа, што едноставно не смееа да останат. Ево, ние се надевам, ако помине се како што треба, имаме многу за работа.